Денеска сме овде во Битола, само што завршивме со состанокот со регионалната стопанска комора овде во Битола. Разговаравме со стопанствениците за она како тие ја гледаат реалноста, не она реалност која што се сервира преку Елиненска број 2, Зоран Заев и СДСМ. Луѓето го кажаа своето мислење дека тешко се работи, дека одветената помош буквално нема ништо, никаков ефект, мака мачат од први до први да обезбедат плата за вработените и да ги задржат вработените, да не ги испуштат, да го задржат својот бизнис. Тука се луѓе кои што го граделе својот бизнис неколку децени, разочарани со неефикасноста на администрацијата во локалната самоуправа, генерално ги презентира своите гледишта околу тоа како треба да се развива Битола и дадоа своји коментари и совети централната власт, би рекол владата, какво внимание и со кое внимание треба да се посвети на Битола и околината на Битола и генерално за Пелагонискиот регион. Проблем останува високото ниво на криминал, корупција се разбира, она кое што го нотираат и меѓународните, би рекол, институции, како што е Transparency International. Нормално, исто така, отворивме дискусија околу инфраструктурните проекти кои што би требало да најдат место во програмата за следните локални избори, со кои што ВМРО-ДПМН ќе излезе одека во Битола. Пред се тука се мисли на патиштата, поврзувањето помеѓу определени делови на градот, достоинствено поврзување, водовод, канализација, помагање на локалната економија и така натаму. Генерално плоден состанок, учиме од бизнис земјицата, учиме од граѓаните. Сакаме навистина како и секогаш да излеземе со квалитетна програма пред граѓаните и програма која што ќе ја реализираме. ВМРО-ДПМН е државотворна партија, така била изминатите 30 години, така и ќе продолжи да се однесува и во иднина. Очекуваме победа дека во Битола, продолжуваме денеска на состаноци со битолчани, така што тоа е отприлика она кое што би можел да го кажем. Во изборна година сме, од друга страна, власта најавува закон за легализација на дивоградбите и евентуално продажба на квалитетно земјоделско земјиште за секаква намена. Кој е вашиот став? Господин Мицковски, се извинувам да се вклучам. Да? Само што добив информација дека председателот Пендаровски не го потпиша законот за легализација на дивоградбите, кои опозицијата и власта сложно го донесе. Ваш коментар? Па не би рекол дека опозицијата и власта сложно го донесоа. Тоа беше закон за кој што разговаравме со Зоран Заев уште на една тет-а-тет средба, нели? Тоа беше еден од оние закони кои што опозицијата беше обвинета од страна на власта дека го кочи. Така што не би се согласил со ова ваше, би рекол, провокативно тврдење дека сложно го донесо. Јас се чудам, навистина таму има, би рекол, неколку естрадни политичари во парламентот кои што потоа крена голема галама во овој стил дека опозицијата и власта тоа го донесоа и се чудам зашто тие естрадни политичари не поднесоа неколку илјадници амандмани да го блокираат овој закон ако не се служуваат. Има и таква можност по пратеникот во парламентот преку филибастеринг да блокира определени законски решенија ако види дека неговото право да го аргументира со амандмани и да интервенира му е ускратено. Така што јас навистина ги одбивам тие би рекол квалификации, а право на председателот е да не потпише закон, тој го искористил своето право. Јас немам што тука да коментирам. Можеби треба него да го прашате зошто се одлучил на тој чекор да не го потпише овој закон кој што дошол кај него, а потпиша во минатото многу поштетни закони и за економијата и за граѓаните, но и за националните интереси. Така што ве упатувам да го прашате председателот Пендаровски што го мотивирало да се одлучи на овој чекор. И сега овој закон повторно ќе дојде, претпоставувам, во парламентот, таква е уставната траекторија. Ги повикувам сите пратеници и оние естрадни политичари во парламентот да поднесат неколку илјадници амандмани и да го блокираат овој закон ако мислат дека не треба да се донесе, за да не биде после тоа ад хоминем напади и дневно политиканство во услови кога имаме пандемија и буквално е урната државата поради неспособните политики на нова власт. Една од тие политики е овој закон со кој што планира да продаваат илјадници хектари земјоделско земјиште. Ние сме против и тој закон кој ќе дојде во парламентот, ево што сега ви најавувам дека ВМРО-ДПМН ќе интервенира амандмански, доколку тие амандмани кои што се разумни и се во заштита на интересите на граѓаните не бидат би рекол прифатени од страна на власта, ќе биде истиот блокиран.
ќе биде блокиран. Еве, ние така функционираме. Ние не излегуваме јавно, не излегуваме по социјални медиуми и да обвинуваме и да ги напаѓаме останатите, туку еве во рамките на парламентот јавно ви кажувам дека тој закон ние ќе го блокираме. А кои се тие естрадни политичари? Па имаше неколку естрадни политичари деновиве кои што во парламентот го напаѓаа законот. Еден председател на политичка партија, мислам дека беше двајца додуше председатели на помали политички партии кои што се едниот дел од опозицијата, другиот е дел од владеачкото мнозинство. Ваш коментар за посетата и какви придобивки имаме од тоа што Заев беше во Брисел, Мадрид и Атина? Па не очекувам јас придобивки од посетата на Зоран Заев таму никакви, затоа што политиките не може да се променат од посетата на Зоран Заев, посебно не после сите оние криминални и коруптивни скандали кои што се дел од оваа власт која што опозицијата ги објави изминатиот период. Наистина не можам да сватам каква е таа лекомисленост да вие ја подцените институционалната меморија во институција како што е Европската унија и да мислите дека на таков начин ќе дојдете таму и ќе го решите проблемот со тоа што раката на срце, главата благо наведена лево или десно и тие таму ќе ви поверуваат. Тоа така не функционира. Тоа така не функционира во Европа. Уште повеќе ме загрижи неговата изјава, би рекол на оној слаб англиски јазик вчера во главниот град на Атина, на Делфи форумот, каде што зборуваше, еве, Бугарија има најмалку 35 пати можност да ја блокира Македонија. Па за каква европска иднина ние зборуваме, ако ние сме од самиот старт песимисти дека никогаш нема да бидеме дел од таа иднина. Што сега треба, еве и под услов, апелирам да се случи тоа првата меѓувладина конференција и да почнат тие преговори. Што се ние од самиот старт се помируваме дека ќе бидеме пострани на трката, па зошто учествуваме? Ако ние самите и даваме на Бугарија изговор, имаш 35 пати да не блокираш ако сме неумни. Тогаш воопшто да не почнуваме, да седнеме да бараме друго алтернативно решение, ако ние не веруваме дека на крај ќе дојдеме до самата цел. Срамно, недостоинствено, како во многу наврати во минатото, и навистина се срамам, повторно ќе кажам, што сум дел од ова политичко мучуриште во кое што мој политички противник е оној човек што го гледавме вчера како се препелка во главниот град во Атина и практично и кажува на Бугарија како треба да не блокира и зашто да не блокира. Лика, тоа би мол да го кажам за таа посета, наистина не би можел нешто друго паметно вака да излечам од тоа што сем тоа што таа цела свита потроши неколку десети цилјади евра пари на граѓаните, наистина друго не можам што друго да издвојам поише од тоа. Имаше средба со Заев, Пепилка и Заев и така натаму. Накрај рекла дека лажи. Како вие се тоа го коментирате? Па јас не реков дека Заев, дека Седат Пекер и Заев имале средба. Самиот Седат Пекер рече дека го познава премиерот во Македонија и дека бил негов гостин. Јас само ја кажувам изјавата на Седат Пекер. А некој сега ако сака да каже дека Седат Пекер лаже, па прави аналогија на тоа дека и ние не ја говориме вистината, тогаш има начин како тоа да се докаже. Обвинителството треба подопрен глас да го повика тоа лице во обвинителство да даде исказ, дали е вистина дека се среќавал со Седат Пекер, кој што во неговата матична држава важи за човек кој што е проблематичен пред законите. И понатаму треба да видиме како тој човек кој што е проблематичен од законите нашол неколку месечно прибежиште овдека во Македонија и според изјавата на Зоран Заев тој е жител во Македонија. Јас тука се надевам дека нема да каже дека не ја говорам вистината, бидејќи ова тој го кажа. Ако каже дека и ова не е вистина, тоа значи дека он не ја говорил вистината, па јас само пренесувам тоа што тој говорил. Така што имајте предвид дека ние само рефлектираме во јавноста она кое што доаѓа како информација до нас. А во случајов тоа е исказ или на Зоран Заев, или во случајот на лицето Седат Пекер, или како сакате Джадин Адемовски по неговиот извод од матична книга и лична карта, која што е добиена јануари месец 2021 година. Нашиот сосед Джадин Адемовски, тоест Седат Пекер, кој што бил според неговото тврдење гостин во домот на нашиот премиер со кој што се познава. Да ја преформулираме
изјавата. И на крај на локално, каков интересот овдека... И замислете човекот кој што се среќава со таков криминалец, очекувате вие пресврт да направи во Брисел. Ја не можам наистина да сватам со кој памет очекува така. Каков интересот во Битола за кандидат за градоначалник во партијата? Па во моментот траат анкетирањата на би рекол повеќе од 10 имиња кои што се опфатени со тие анкети. Првиот круг е завршен, ќе има и втор, можеби и трет круг, така што очекувам дека решението за кандидат за градоначалник кој што ќе биде поддржан од ВМРО-ДПМН и коалицијата што ќе предводи ВМРО-ДПМН на следните локални избори, ќе биде едниот или идната градоначалник или градоначалничка на Битола. Значи внатре-партијски ќе биде кандидатот, а не можеби и надпартијски, како што, например, Антони Милошовски спомна. Не, партијата врши истражувања и анкетирања. Во тие истражувања и анкетирања се опфатени повеќе од 10 имиња, меѓу нив има и партиски, и непартиски, и луѓе кои што се блиски до десницата, би рекол, до ВМРО-ДПМН, а не се партиски членови, така натаму, така што да, тоа што кажа пратеникот Милошевски е точно, анкетираме и партиски, но и непартиски кандидати, чии што погледи, светоглед, политики се блиски на конзервативизмот, центар-десната опција, која што е практично ВМРО-ДПМН. Ако ние нормално е дека нема да анкетираме кандидати кои што се левичарски погледи, либерални и така натаму, бидејќи ќе имаме конфликт во споредувањето на политиките во нив. Милевски како млад политичар, каква свежина внесе во партијата во Битола? Па јас сум задоволен, одличен е. Имаме одлична соработка со ПЦ. Онаму каде што треба да се подобриме, ќе се подобриме во периодот што следи. Онаму каде што треба да признаеме дека во минатото можеби сме направиле некаква грешка кај битолчани, јас и ПЦ го храбрувам, но и јас лично застанувам и нормално, ако е објективна таа грешка, се извинувам. Онаму каде што имало добри политики, тие политики треба да ги надградиме и прошириме и на тој начин повторно да ја добиеме довербата од битолчани, бидејќи оваа состојба која што денеска ја слушнав од Стопанската комора, но и од битолчани е повеќе од катастрофална. Затоа на Битола му треба револуција во економија, образование, култура. Битола го заслужува тоа и Битола е личен мој приоритет. Ова јавно сум го кажал неколку пати, но и ќе го повторам и сега. Иако сум роден скопјанец, Битола е личен мој приоритет. Дали кандидатот Може едно прашање, ако дозволите, за клинички. Да, повелете. Министерот Филипче имаше средба со поранешните министри за здравство, меѓу кои и Никола Тодоров. Заеднички став е дека овој протест премногу долго се одолговлекува и дека граѓаните заслужуваат да се забрза и при тоа вели дека ВМРО-ДПМН ја злоупотребува политичката позиција во однос на ова прашање. Ваш коментар? Јас сум го кажувал нашиот став и ќе го повторам, и тој став има константа и е непроменет. Ако некој мисли дека ќе потроши најмалку половина милиарда пари на граѓаните преку 3 страни предлог закон за измени на законот за јавни набавки, со кој што ќе му се овозможи на премиерот на најкорумпираната влада во Европа, во непосредна спогодба во 4 очи да го потпише тој закон со некоја фирма изведоч, не е битно која, дека ВМРО-ДПМН за тоа ќе се сложи, се лаже. И ако мисли дека како советник на министер во минатото се согласил на клинички центар Мајка Тереза, а сега како министер е за ваков проект, дека ќе направи пресврт во јавното мислење, мислам дека се лаже и го советувам да не се препелка, затоа што само политички поени не само што губи, туку губи и како човек и како доктор. Затоа што е дел, за жал, од најкорумпираната и најкриминалната влада во Европа. Ние велиме вака: нема да ви дозволиме со 3 страни предлог закон кој ќе го измени законот за јавни набавки да потрошите најмалку половина милиарда пари на граѓаните преку спогодба во 4 очи, нема да ви дозволиме да потрошите најмалку 2,5 до 3 пати повеќе пари од граѓаните за нешто што може да чини 2,5 до 3 пати. Во ред, ве разбирам, крадете многу лажете, не ве бива да реализирате проекти, ги разбирам овие од владата. Сето тоа може да го разберам, граѓаните на избори ќе го кажат својот последен збор. Наша задача и обврска како опозиција е тоа што можеме да го превземеме и да ги браниме интересите на граѓаните, да го направиме тоа. Ние велиме да за клинички, апсолутно да. Да за дисперзиран проект на клинички, апсолутно да.
2,5 пати поевтин. Апсолутно да. Но да го направиме како што треба, преку транспарентна методологија и постапка, која што ќе биде на увид на граѓаните. Така е во нормални држави и така треба нормално да постапува влада. За жал, оваа наша нормалност која што оваа влада ни ја рефлектира е се само ненормалност. Не можам јас да се сложам како човек, како граѓанин, да ви убедам вас дека на 3 листа хартија треба да дадете ваши половина милиарда евра, во 4 очи некој да ги потпише. Дали вие ми давате право тоа да го направам? Ја го немам тоа право, затоа што сум разговарал со многу граѓани и тие велат немојте тоа да го дозволите. Тоа е криминал на независноста. Тоа не е криминал на годината. Тоа е криминал на независноста овие 30 години. Дали е битна ви е битува на крај, дали размислувате за купување на опозицијскиот блок, затоа што специфична е сликата во Битола? Да, и работиме на тоа. За утре за во Скопје закажан протест од родителите кои што се против укинување на печатените учебници. Ваш коментар? Тоа е уште една катастрофална реформа, која што е дел од политиките на оваа влада. Оваа реформа никој не ја прифаќа, нити родителите, нити учениците. Никој буквално не ја прифаќа оваа реформа. Ја наистина не можам да ја разберам оваа тврдоглавост која што доаѓа од министерството. Наистина не можам да разберам зошто толку им се поважни парите од интересот на граѓаните и од образованието на нашите деца и ученици. ВМРО ДПМН апсолутно ги поддржува и учениците, и родителите кои што излегуваат на протест. И јас лично, зборам како професор, сега не зборам како претседател на најголемата политичка партија, зборувам како професор, секогаш ќе застанам позади учениците, секогаш ќе застанам позади студентите и родителите нормално, кои што одвојуваат средства за да ги образуваат своите деца, да добијат квалитетно образование. Истовремено да, се сложувам за модернизација и дигитализација во образованието, но како што треба. Паралелно со учебници и паралелно со настава која што треба да ја слушаат во училишните клупи. Тоа се барањата на овие деца, тоа се барањата на студентите, тоа се барањата и на родителите. Да, накратко ги поддржувам нивните барања, но како професор би сакал да се издвојам сега како претседател на партијата. Ова го кажувам како родител, чие што дете веќе 9-то оделение завршува, основно треба да се запише по стариот син во средно училиште, и како педагог, како универзитетски професор. Ги поддржувам и застанувам до нивните барања. Уште едно прашање околу РЕК Битола, зошто генерира толкави загуби, дали ќе се одрази тоа на цената на електричната енергија? Да, тоа беше дебата, ако не се лажам, минатата недела. Тука сме во Битола и неизбежно тема е работењето на ЕЛЕМ и РЕК Битола. Според оние параметри кои што јас ги имам на располагање, компаниите сега на 15 мај, отприлика, мислам дека треба да ги приложат или понеделник или денеска веќе ги приложуваат, би рекол, својот трошковник до регулаторната комисија. До душа, да бидам искрен, за волја на вистината, сегашно ЕСМА, поранешно ЕЛЕМ, нема да влезе во пресметките на регулаторната комисија, бидејќи Евана Холм, односно снабдувачот со електрична енергија на слободен пазар ја купува потребната количина на електрична енергија. Можеби овие од ЕСМА ќе бидат неконкурентни, може ќе се одлучат од Евана Холм да купат од друг снабдувач електрична енергија, но на што загрижува се пресметките на АДМЕПСО, кои што велат дека се 6 милиони евра во загуба. Оние информации кои што јас ги имав за ЕСМА и поранешно ЕЛЕМ се дека 25-26 милиони евра отприлика е загубата. Од кога видело раководството за колкава загуба станува збор, се обиделе вештачки да ја намалат, но и таа повторно ќе биде преголема, би била некаде помеѓу 12 до 15 милиони евра. Она кое што јас го очекувам е повторно зголемување на цената на електричната енергија за домакинствата и за граѓаните, поради, би рекол, слабото работење на енергетските компании во државата, не само ние производните, туку зборуваме и оние кои што се на регулираниот пазар. Тука пред се мислам на Евана и на МЕПСО. Мислам дека неминовно е да имаме зголемување на цената на електричната енергија и во насока на тоа во годината која што е кризна, јас би сакал да
ги советувам властите, еве, дали они тоа ќе го прифатат или нема да го прифатат, оставам на нив, е да ја намалат основицата, односно да го намалат данокот на додадена вредност, наместо 18% да биде 5% и со тоа практично да го ублажат ценовниот шок кој што ќе следи со евентуалното зголемување на електричната енергија. Ние како пратеничка група, како ВМРО-ДПМН размислуваме да предложиме еден таков закон во парламентот, затоа што цениме дека на тој начин ќе бидат растеретени сметките за електрична енергија на граѓаните, но истовремено ќе бидат и растеретени од бизнес заедницата во делот на трошоците на нивниот производ, а кои што ги плаќаат за електричната енергија, која што очекуваме оваа година да биде поголема. Зошто и тоа ќе го кажам? Затоа што и цените на берзите на електричната енергија се најмалку 2 пати поголеми од тие што беа истиот период минатата година. Така што долгата приказна е по ова прашање накратко. Очекувам да има зголемување за да нема нека намалат стапката на данокот на додадена вредност од 18 до 5%. Ако тоа тие не го направат, тоа ќе го направи пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Благодарам.